Исто како и кај Карпошевото востание, анекс договорите на објектот зад нас, познатиот музеј на ВМРО, се пример за тоа како преку проектот Скопје 2014 на сомнителен начин се испомпуваат милионски евра народни пари. За овој музеј, основниот договор во вредност од 4,5 милиони евра е надграден и проширен со дополнителна серија на анекс договори во вредност од неверојатни 10 милиони евра. Замислете, за музеј во кој главен елемент треба да бидат восочни фигури, тие не биле предвидени во основниот договор. Па затоа дополнително било потребно да се потрошат уште 2,5 милиони евра со анекс на договор. Освен што не биле предвидени восочни фигури, не биле предвидени ниту основен проект, сценографски елементи, ентериер, мебел, осветлување и идеен проект. Еден куп непредвидени работи во висина од 8,5 милиони евра. Згора на се, потребни биле уште дополнителни 1 милион евра за довршување на објектот и уште половина милион евра за дополнителни непредвидени работи. Во еден од овие анекс договори, а тоа е овој, за склучување во постапката без оглас, без меѓународна објава и без електронска аукција со фирмата Бетон Штип, во висина од речиси 1,5 милион евра, како причина стои, цитирам, не постои доволна конкуренција. Вака ВМРО ДПМН ги спроведува јавните набавки. Кога е во прашање трошењето на милионски суми на народни пари, за ВМРО ДПМН навистина нема конкуренција. Господине Груевски, бидејќи јавно кажавте дека лично стоите зад овој проект, одговорите и на јавноста. Дали потрошените милионски суми на народни пари за непредвидени дополнителни трошоци завршуваат во џеповите на високите функционери од ВМРО ДПМН? Благодарам.